градоначалниче Советот го донесе буџетот, според она што го објаснивте, каков е овој буџет на општина Струмица зимната година, некаде околу милијарда или 19,5 милиони евра зина. Да, така е, со задоволство може да констатирам дека што туку Советот го изгласа буџетот за наредната 2018 година, буџетот е проектиран некаде вкупниот буџет над 1 милијарда денари. Се разбира дека граѓаните знаат, ми се чини во добар дел, дека тоа е вкупниот буџет. Она што можеби тука се и дотации, блок дотации, средства во кои што ние немаме многу удел, тоа се предвидени средства кои што доаѓаат од централата и кои што се предвидени за надокнада на плати на одредени категории во образованието и градинките и така натаму. Она што е за нашите граѓани многу поинтересно, тоа е основниот дел од буџетот, за кој што и целото наше внимание е максимално свртено. Тоа се парите кои што општината ги креира и тоа се проектите во кои што општината инвестира со цел да ги задоволи потребите на граѓаните, нивните идеи и сугестии, и можем да истакнам и да изразам едно големо задоволство, бидејќи Струмица како една добра пракса од секогаш имала голема заложба за партиципативноста на граѓаните во креирањето на буџетот и има многу позитивни пракси кои што и други општини ги согледуваат, ги копираат и кои ги употребуваат, и мислам дека тоа е една многу позитивна пракса која и ние спроведовме, дури во еден многу поопсежен обем. Знаат граѓаните дека имавме контакти непосредни контакти со граѓаните во местните заедници, во урбаните заедници, ги сослушавме сите нивни конкретни предлози, создававме листи на приоритети по нивно мислење кои се тие потреби кои што им се најургентни, најнеопходни во наредниот период. Се разбира дека несомнено има многу барања, има многу согледувања, меѓутоа одбравме приоритетни проекти кои во оваа година треба да ги исполниме, и тука моје задоволство е дека граѓаните беа прилично единствени, сложни во тоа што се нивните приоритети и кои потреби им се наметнуваат како најургентни во овој период. Знаете дека одржавме и форуми на заедниците, кои што се исто така еден важен сегмент во партиципативноста и во учеството на граѓаните во креирањето на буџетот. Јас со задоволство ги сослушав сите граѓански предлози, тоа беше уредно евидентирано, обработено, разговарано со граѓаните, и овој буџет, основниот дел, произлегува токму од желбите и потребите на граѓаните кои што тие ги наметнаа. Јас имав едно образлагање на буџетот, ги спомнав тие проекти поконкретни, оние за кои знам дека граѓаните се заинтересирани. Мислам дека се добро информирани граѓаните, можеби и во наредниот период уште повеќе можеме да ги запознаеме со нашите идни проекти. Општина Струмица и така важи како една од најтранспарентните, ако не и најтранспарентна општина во Република Македонија. Секогаш и податоците и за реализација на буџетот и тековното движење на реализацијата на буџетот е достапно во секој момент. Имаат луѓето и граѓаните пристап до такви информации и можат секогаш да ги побарат. Ние и така ќе поднесуваме извештаи за реализацијата на буџетот и мислам дека граѓаните брзо ќе согледат дека има една искрена заложба, желба да се решаваат нивните проблеми, дека градот ќе ги добие тие елементи, потреби кои што тие ги лоцира. И во тој правец ние веќе направивме сериозни подготовки, веќе делуваме во некои сегменти, се надевам дека ги гледат луѓето, и тоа ќе биде сигурно уште поинтензивирано во следниот период, во следната година. Градоначалниче, основниот буџет е 9,5 милиони евра, 57% ќе одат за капитални инвестиции од она што го спомнавте. Така е. Дали овој буџет за 2018 е реален и развоен според вас?
Овој буџет секако е развоен, бидејќи голем дел од средствата се наменети за потребите на граѓаните, за градење на нивните, за исполнување на нивните обврски. Тоа се средства во најголем процент од нив употребени за таа цел, за движење на општината, за градење на инфраструктурни објекти. Ги има сите елементи на развоен буџет и тука нема дилеми во ниеден од нашите субјекти и во, така да кажем, условно опозицијата и во опозицијата. Сите се сложивме околу таа работа. Јас сослушав и некои сугестии од опозиционата партија на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Има доста конструктивни сугестии, проекти кои пред тоа ми беа приложени, кои ние сериозно ги разгледавме и кои се имплементирани во овој буџет, и мислам дека тука не видов дека има некоја замерка. Впрочем, и нивните согледувања се потекнуваат од граѓаните. Тие се во голем дел, во најголем процент исти, бидејќи и граѓаните се исти, имат исти потреби, исти барања, така да немав некоја тешка задача за да можам да ги исполнам и нивните желби, односно сугестии, затоа што во голем процент, ако не и 100%, се поклопува и со нашите идеи, и со нашата визија за развивање на Струмица во наредниот период. Со оглед дека ова е проекција, сепак, според вас, реално остварлив ли е овој буџет да задоволат сите тие барања на граѓаните? Јас сум убеден дека е реално остварлив. Мислам дека иако е за 7% поголем од ланскиот, од минатогодишниот буџет, апсолутно сум уверен дека е остварлив. Ги креиравме приходниот дел врз база на сигурни податоци и очекувања. Мислам дека дури потенцијалот на Струмица е и поголем, можноста е и поголема, меѓутоа за оваа година мислевме дека е доволно овој буџет, се со цел да токму тоа да биде во поголем процент остварен и остварлив, и јас стојам за тоа и сигурен сум дека ќе го оствариме во добар процент и се надевам дека ќе е така.